Здраво на сите, јас сум читачот и во ова видео ќе разговарам со Наташа Атанасова. Наташа е книжевник, автор на блогот Блен МК, кој што се занимава со литература, уметност, култура. И не само тоа, уште поважно, таа е влюбеник во пишаниот збор, како што некои милуваат да кажат, или преведено човек што сака да чита добри книги и добра литература. Меѓутоа, не само тоа, важно за нашиот разговор денес е што Наташа е и некој што сака да отвори диалог, сака да го сподели искуството на прочитаното и тоа е супер. Ќе зборуваме денес за книгите, за читањето, за добрата литература. Наташа, фала ти што ја прифати поканата за овој разговор. Мене лично многу ми значи кога ќе прочитам некоја добра книга да имам со кого да го isпроцесирам тоа, да ги споделам моите импресии, да направам некаква критика, да влезам некогаш и во судир на спротивставени мислења за некое дело. Колку ти е важно тебе тоа, тој диалог? Преважно. Да? Да, нормално. Мислам, кога ќе прочиташ книгата и додека ја читаш книгата и откако ќе ја исчиташ, ти имаш диалог сам со себе. Мислам, постојано не имаш мисли во главата, размислуваш за книгата, меѓутоа додека не ги изнесеш тие мисли, тие се во некоја аморфна форма, облик и не се артикулирани, ама кога ќе ги изнесеш пред еден, па пред друг, па пред трет, веќе тие си го добиваат својот облик и тогаш често ми се случува, знам што мислам за книгата. Се прецизира, да. Да речеме, мене искрено морам да се пожалам, дека немам баш многу луѓе со кои што можам да седнам и да разговарам за некој роман што сум го прочитал. И можеби си велам, можеби подсвесно читачот изгледа како производ на таа желба, на таа потреба, на некој начин мислите или не, тоа е осврт, тоа е рецензија, или мислите да си ги средам и да ги изнесам во 10-15 минути со други луѓе кои што не се тука пред мене. Меѓутоа јас да си го кажам моето, со надеж дека ќе испровоцира, ќе поттикне пред се да некој да земе да ја прочита таа книга и да искоментира, затоа што ми се случува некојаш луѓе да ми кажат да, таа е добра од тој и тој автор, меѓутоа прочита и таа затоа што му е супер роман. Блогот Блен МК, дали има и слична историја или дали наоѓаш слична потреба во блогот или можеби е нешто сосема поино? Како почна блогот и која ти е идејата? Да, идејата за блогот уствари мене ми е од една страна стара, од друга страна нова. Стара затоа што повеќе од 10 години сакам да го правам тоа, сакав да си направам свој канал кај што ќе си го кажам тоа што го мислам, за тоа што го читам. А од друга страна е нова затоа што токму во периодот на пандемија, каде што се изолиравме еден од друг, каде што кругот на луѓе со кои што, кажуваш, мала бројот на луѓе со кои можеш да зборуваш за книги и за книжевност, и тој круг уште толку ми се стесни. Не сум човек што сака да крене телефон и да зборува многу по телефон, и некако, а од друга страна тоа затворање дома ми отвори простор, време и простор да читам книги. Почнав многу повеќе да читам, а од друга страна многу помалку да зборувам за книгите. И си реков, сега е моментот кога идејата за тој мој блог, сајт, што ли да е, каде што ќе си ги кажувам мислењата, можам да го реализирам. Затоа што таму приметив дека имаш и не се само рецензии, имаш интервјуа со сериозни книжевници, писатели, поети кај нас. Кажи ми нешто во врска со тоа, значи, какава област сакаш да покриеш? Во смисла, дали ќе одиш и на уметност, општо на култура или пред се книжевноста ти е фокус? Да имам време, се би покрила, меѓутоа бидејќи немам време, фокусот ми е на книжевноста и ако остане време и за нешто друго. Мислам, мене ме интересираат и другите уметности, ама книжевноста ми е главното. И сите тие постари, да речем, интервјуа, текстови, затоа што јас моето размислување за книжевноста, за книгите, моите муабети официјални, да ги наречам со луѓе, не почнаа пред година дена или помалку од како го отворив Блен, туку низ изминативе години јас сум ги правела за разни медиуми, за разни прилики, или сум си преведувала текстови за душа. Затоа што имаш сериозни, од тоа што можам да го видам на Блен, имаш сериозни текстови, преводи, мислам и од теорија на литература, интервјуа одлични, така што има доста материјал таму собрано. Нели мислиш дека всушност, размислувам сега, веројатно тие потфати, да ги наречам, не се тоа проекти, каде што човек се вложува, каде што нешто ти е нешто резонира со тебе, нешто ти имаш страст, пример, за читање, за литература или не знам, за уметност, нека за музика,
Мислам дека кога е направено од срце, целосно се вложува човек, и мислам дека тоа има сила да инспирира. Повеќе отколку кога е само некој нарачен формат или направен ради реда. Значи го обожавам Цепенков и кај Цепенков во автобиографијата најдов еден дел каде што он кажува како сите од негово семејство му викаат: "Остај тоа пишувањето, земи нешто работи, треба некој да се грижи за куќава, треба некој да носи пари." И он им вика: "Што да правам? Од ова може нема да бидат пари, ама пустиот мерак ме тера и не можам против него." И човекот го правел тоа цел живот и ние денес ја гледаме таа негова страст. И не можеш да не го препознаеш. Не правела смисла во тоа време, за тие околу него. Не правел обратно. Не велел: "Еј, чекај сега таму од Министерство за култура даваат пари за ова и ова, па сега јас ќе ги земам парите." Што е трендинг таму? Што е тренд, да, и ќе одам, ќе собирам нешто, па ја да ги земам парите, па после како било тоа да го протуркам. Не, он собирал цел живот и на крај тоа го видело светлото на денот. Искористим уште една таква фраза. Не знам дали ќе се сложиш, мислам дека нели социјалните медиуми, самиот YouTube и вебсајтовите даваат големи можности и можат да бидат алатка и за мисинформација и за баш за неубави нешта, меѓутоа од друга страна им дадувам простор и платформа на многу луѓе кои што имаат некаква желба да изразат некоја своја страст. Пример, во случајов зборуваме за читањето и за книгите. И ќе пробаат во тоа. И мислам дека и на некој начин и тоа е убавината. Да, на денешно време. Јас долго време мислев дека тој технички момент ми е пречка за да го направам мојот блог, и ствари сватив дека со 2-3 дена проучување на тоа како треба да купиш YouTube видеа имаш да изгледаш. Мислам за брзо време навлегуваш во тоа и техничкиот момент стана лесно надминлив. Го направив блогот и меѓутоа блогот како таков луѓето нема да го дознаат ако ги нема социјалните мрежи. На социјалните мрежи го споделуваш тоа што го правиш и оттаму дознаваат луѓето. И социјалните мрежи се најбрзиот начин денес на комуникација и најзгодниот, најпрактичниот. И на пример јас тоа што го правам на Блен, еве пак да се вратам на мојабетот за комуникација со луѓе, за да зборуваме за тоа што го читаме, тоа што ни интересира. Јас нешто ќе објавам на Блен, јас можам да го објавам вечер во 10, тоа никој нема да го види. Меѓутоа утре сабајле кога ќе станам во 10, кога ќе го објавам на Facebook, веднаш многу повеќе луѓе ќе го видат. Да, ќе го видат луѓето и ќе почнат муабетите, или јас тогаш ќе ги пратам линковите, па кој кога има време прочитал. И јас дори гледам дека мене лично, затоа што културата на YouTube е повеќе кај младите застапена, гледам дека Facebook во случајов да речеме или Instagram се потребни за проширување на зборот. Меѓутоа приметувам дека полека дека и на YouTube лично за мене се гради една група на луѓе кои што ме следат, кои што ги редовно ги гледаат видеата и веќе ми коментираат редовно. И тоа ми се допаѓа затоа што тоа е тој фидбек кој што ти треба. Да не речам малтене, тоа е се што ти треба за да продолжиш да го правиш тоа. Тоа е кога на каналот ќе ти направам subscribe и ми излегува кога ќе добијам, кога ќе снимиш ново видео, да, и јас си го гледам. Истото се случува на пример еве за блог кога некој ќе те стави во bookmarks. И тука си му горе и од време на време. И за тоа не се устручавам воопшто дали иако мислам дека малку сум воздржан да ставам на Facebook, на Instagram, затоа што па тоа ми е целта, што повеќе луѓе да дознаат за таа книга, за тој роман и да се отвори дискусија, што повеќе да читаме отколку се занимаваме со други работи. Да, мислам дека и на двајцата уствари свесната или подсвесната желба ни е да се вмрежиме и да ги вмрежиме сите луѓе кои што сакаат да читаат и сакаат да разговараат за тоа. Ние сме релативно мала земја, имаме читачка култура, луѓето читаат многу, купуваат многу книги, меѓутоа на овој начин ние можеме да се поврзаме со луѓето кои што имаат сличен сензибилитет со нас, кои што сакаат да читаат добри книги, да речем. Да, затоа што мене тоа ми е нескромно ќе кажам дека мене тоа ми е мотото, дека сакам да нормално има тука прашање на вкус, меѓутоа јас сакам да препорачувам добри книги. Сега во однос на читањето, зборуваме за личната рутина на читање. Како наоѓаш време, затоа што мислам дека малце некогаш претеруваме со времето, и немам време, меѓутоа интересното е што она што ни е важно најчесто наоѓаме за тоа време. Да речеме јас за читањето ги жртвувам серии, филмови или не знам, гледање
рендом телевизија и секој момент го користам да читам книга. Ако веќе треба да бирам нешто, читам книга. Дури кога чекам во кола што да правам, читам книга. Иако не читам премногу книги годишно, затоа што ми е важен квалитетот од повеќе од колку квантитетот. Кажи ми, имаш листа на читање што планираш да прочиташ во годината или строго се држиш до тоа или тотално по препорака? Како читаш? Не, уствари размислував на темава деновиве и сватив дека читам многу хаотично. Затоа што знам да уживам во најразлични видови на дела, без разлика од од која историска епоха, на кој книжевен правец припаѓаат, на кој жанр. Ако е делото добро, мене ми се допаѓа, уживам во него, сакам да го читам. И уствари читам книги најчесто по препораки, по препораки од пријатели, со тоа што не знам, тоа ми се тие некои читачки авантури ми се како некои низи од повеќе книги кои се надоврзуваат една на друга, на трета, додека не ги пресече некој период кога има многу работа, да речем, како што е овој сега февруари, имам многу работа, наоѓам малку време за читање и на некој начин паузирам и после тоа кога ќе се ослободам од работа и кога ќе речем сега дојдете ваму, застанувам пред библиотека и сите тие книги кои што сум ги собирала од тука тргнувам генерално. А не те збунува тоа кога ќе оваа сега треба да ја не, оваа книга. Да, тогаш сум, знаеш како, тогаш застанувам и си викам, аха, ова, сите тие поради нешто се нашле тука. Ама, не знам, се случува тогаш некоја магија меѓу мене и книгите и одбирам некоја книга. Емотивна и не емотивна, туку едноставно, ајде духовна, како да наречеме, состојба кај што знаеш дека овој роман за сега е. Сега е, да. Затоа што ми се има случајно, ако не сум во вистинско расположение, да почнам некој роман кој што не оди. И сега научив затоа што сум тврдоглав некојаш и ако фатам роман, свело морам да го исчитам, и сега научив дека не морам. Ќе го оставам за понатаму. Тоа го вика Кортасар. Уствари, јас кога бев студентка и кога ги читав тие зборови на Кортасар, си викав, немал време човекот за тоа, така размислувал. Не, јас, он уствари вика, кога некој роман, кога некој дело не ти се свиѓа, зошто побогу би се мачал и би го читал? Да, со сила, да се реално, форсираш. Зошто? И јас си или има време, можеби истиот роман ако му пристапиш подоцна, ќе го доживееш сосема поинаку. Или може да не му е времето, или едноставно романот тоа може не го заслужува твоето време, не е за тебе. Можеби некој роман, нели, објективно гледано е квалитетен и слично, ама тој роман не е за книга не е за тебе. Да. И тоа што си велев дека Кортасар можеби немал време, јас сега имам време и можам да си дозволам, така е, кога имав повеќе време, читав се и се што и знаев да истерам до крај книга која што апла не ми се допаѓа, за да можам да кажам зошто се не ми се допаѓа. Сега веќе не го правам тоа. Сега читам книги кои што ми се допаѓаат и ако тргнам со некоја книга и гледам дека не ми се допаѓа, ја оставам, ја менувам. Толку други чекаат на ред. Затоа што јас па некогаш знам да читам, имам една кошница сега и таму стојат книги, чекаат некои 20 на книги што планирам во наредниот период да ги читам. Меѓутоа, од друга страна, не робувам на таа листа книги и ако нешто добиам, слушнам, ако слушнам за нека добра книга, па таков сум лесно поводлив за добри книги и ти речам, сега ова морам да ја прочитам оваа книга. И да речеме сега читав една книга, бе пример, Се помалку човек од Осаму Дазаи, јапонски класик и така натаму. И се викам, има многу јапонски автори или книги што не сум ги прочитал и сега си велам, сега ќе се посветам на јапонци. И само сега со месеци само јапонски романи ќе читам. Најверојатно нема тоа да се случи така. Меѓутоа некогаш знам и компулсивно да читам, пример, ако ми се засвиѓа некој писател. Тоа сум го правил со Орхан Памук, на пример, или други. И тогаш кога слушаш бенд имаш некој омилен и нов албум или сите стари албуми и почнувам по 5-6 романи од еден писател да читам и тоа кој е добар писател не жалам. Меѓутоа после се заситуваш. Мислам дека сега писател кој што ми е во фокус полека ми Исмаил Кадаре. Никогаш го немав читано, или легенда. Пред месец-два прочитав прв пат книга од него и се навлеков. И сега мислам дека и Кадаре ќе ми влезе во сударе со јапонци сега. Дали Кадаре, дали Јапонија? Не знам што ќе победи, нешто одвнатре ќе кажеш. Различен сензибилитет, различни романи, ама да. А во однос на има едно прашање, тоа може само да го начнеме.
во однос на критериумот за што одлучуваш да пишуваш. Затоа што на некој начин ова што јас го праваме е и одраз на она што сега го читам во моментот и што сепак го поминало, нели, го исполнило тој критериум да заслужи да го ставам во видео. Да. И кој ти е критериумот за тоа што за кој роман ти пишуваш? Претпоставам дека не пишуваш за се што ќе прочиташ Да, буквално. да, тоа не можам, а се што ќе прочитам реално и не ме возбудува до толку за да седнам да напишам Да му посветиш нешто. време Да му посветам време и внимание, затоа што пишувањето значи навраќање одново и одново на некои делови. Точно. И генерално пишувам за книги кои ми создале некој немир, стојат до мене и да сум ги вратила на полицата, онака чисто пати ја гледаш книгата и знаеш дека тука има уште нешто, знаеш дека пак треба да ја земеш, знаеш дека треба да го ставиш на хартија тоа што го мислиш, што ти има уште нешто плюс. Затоа што кога пишувам, како претходно што кажав, кога зборуваш со луѓето си ги оформуваш мислите, кога пишуваш, кажуваш се што ти лежи на срце за таа книга. Не само, како да кажам, првичните впечатоци, да, оваа книга е добра, ми се допаѓа заради тоа и тоа и тоа. Некој основен опис. Тоа поаѓаш, да, меѓутоа има книги кои што знаат да те прогонуваат, како да речам, Бело се пере на 90 сега пред некое време што пишав. Да, знам дека ја препорача и ја зборуваше за таа книга. И во новогодишното видеото, да. Кажав дека тоа ми е најдобра книга која што ја исчитав во 2021 и мислам дека некаде ноември ја исчитав книгата и јас уште стои со... Да, дури крајот на јануари или беше или не, средина на февруари напишав нешто за книгата затоа што мене ме прогонуваше насловот. Бело се пере на 90 се вика книгата. Да. Значи онаков домаќински муабет, Бело се пере на 90, ама тоа се последните зборови кои што мајката и ги кажува на ќерката. Се пресмртни, да. На смртна постела во бунило и кои не можат со ништо да се поврзат. И целиот роман е многу добар, многу е убаво напишан, ама ова со насловот беше нешто што ми тежеше. Нешто што останува, да. Што морав јас да си го разјаснам, и зошто авторката го одбрала овој наслов, зошто мајката ги кажала тие зборови. И уствари кога почнав да разлистувам назад низ книгата, тоа кој еден момент ми светна дека ама имаше тоа со белата боја ја имаше низ целиот роман. Ама не подвлекував тогаш и требаше одново да поминам, да ги најдам сите места со белото и сваќам дека белото авторката свесно или несвесно го поврзува со смртта. Цело време и мајка и кога е болна е бледа, па си купува бела блуза нова, па таа ја облекува во 2 наврати, па над гробната плоча каде што стојат на гробната бел. Низ цел роман и после и она кога ќе се разболи од рак, ходниците на болницата се бели, хартијата на која ги добива резултатите се бели, докторката бледа како крпа и кажува дека има рак. И сваќаш дека да, тоа е смртта. Има повеќе стојност и ги откриваш тие слоеви во романот. И тоа пред да пишуваш, пред да почнеш да пишуваш и да се занимаваш на таков начин со делото, ретко ми се случува. Многу повеќе откривам за моето доживување, за тоа што се крие во страниците на едно дело кога пишувам. И така пишувам за дела, кога ме тераат да пишувам. Исто, кога некој роман длабоко ќе те допре, ќе те погоди, и имаш неколку романи неодамна што ги прочитав, и што ми седат да спремам некакво сценарио или да ги спремам за видео, меѓутоа не се осмелувам да снимам видео затоа што знам дека треба подлабоко да ги анализирам. И да ти легнат. Да, затоа што преголем ефект или преголемо влијание извршиле врз мене за туку така да ги изнесам во 10 минути, само да ги прераскажам или да ги презентирам. Еден од Ласло Хоркај, Сатан Танго ја читав, втор роман што го читам од него. Значи со Дено, ајде да не звучи премногу драматично, меѓутоа со Дено ви остана во мене и ме потресе романов. Мислам што успел да направи, особено што кога сватив и тој факт ме прогонуваше. Тоа е некоја си писателска wannabe љубомора. Како може на 20 и нешто години го напишал ова мој дебитантски роман е ремек дело. Да. А во однос на што ти фали во однос на колку е застапена и книжевна критика и колку книжевна критика може да звучи малку стручно, строго или академски, меѓутоа колку
не, диалогот, разговорот за книгите е присутен и на социјални медиуми и општо во јавноста кај нас. Твоја проценка, затоа што мислам поради девалвирање на тие културни политики кои што ги имало порано, кои што ги има една држава, денес е оставено на речиси на индивидуални напори. За жал. Значи, несистематско вложување во културата и во образование, и не е само во Македонија, тоа е некој тренд и пошироко. Меѓутоа, кај стоиме, што мислиш? Не знам како е во светот, ама како стоиме ние не ми се свиѓа, затоа што генерално да, на социјалните мрежи има многу дискусии. Значи јас понекогаш ќе налетам кај некој нов пријател, ќе скролам надолу и ќе видам колку убави муабет имало за некоја книга, меѓутоа тоа не е дискусија која е достапна за сите. За сите, апсолутно. Тоа не е место што јас ќе го следам и јас ќе знам дека тука се книжевните муабети, јас припаѓам тука, мојот фокус е на тоа. Туку јас за да стигнам до тој муабет треба да потрошам многу време на Facebook, каде што нели ќе ти одвлечат внимание многу. И пустоа се меури на пријатели, значи не се тоа општа јавност. Генерално кога читам вестите за култура се толку многу малку и остај тоа што се малку по квантитет и по квалитет, тоа не се во суштина вести, тоа се соопштенија, да речеме за книги да земеме. За книги имаме соопштенија од издавачки куќи за нови излезени книги, за промоција на некоја книга, понекогаш има некоја вест која што е за некоја тековна награда и тоа е окей, и тогаш се случуваат вестите, инаку се е нешто што е готово подготвено од некого, испратено до да се презентира. Новинарите само и да се презентира, се презентира. Тие работи излегуваат до нас, медиум на кој што ќе има супер информации, вести, интервјуа, осврти, критика, веќе тоа далеку сме од тоа, немаме такво нешто. Никој не вложува во културата, затоа што културата, мислам, сите медиуми денес сите медиуми освен јавниот сервис, приватни и сите гледаат што ќе донесе кликови, што ќе донесе пари, културата тоа не го носи и затоа државата мора да инвестира во тоа. И мислам дека тоа што може да се најде во моментов е некои површни критики, мислења на Facebook кои не одат подалеку од тоа. Ја прочитав книгава, многу е убава, топ, морате сите да ја прочитате. И толкување на книги кои се академски од професори, доктори на науки, кои се напишани на еден толку висок научен стил кој не може секој да го свари во денешно време и плюс се во публицистика, не се достапни и ние се наоѓаме помеѓу тие две крајности на преголема површност и на многу голема длабочина и комплексност и мислам дека ни фали средината затоа што сакаат луѓето препорака за добри книги. Ама каде да го најдат тоа? Обичен човек. И нормално дека ќе земе да чита нешто кое што допрело најмногу до него, а тоа е некое издание кое што се рекламира, кое што е комерцијално исплатливо и така натаму. Па и мене да ти кажам, тоа ми е и мото ми е да од една страна не правам компромис со квалитетот. Значи сега ја би можел за некои бестселери, не знам, само за тоа и да правам такви рецензии, најверојатно дека ќе има многу повеќе гледаност. И лајкови или како и да. Меѓутоа човек треба да одлучи до каде би правил компромиси, според својот вкус и своите критериуми за што ќе зборува. Така што од друга страна и таа средина за која што зборувам, јас мислам дека и мене ми е тоа некаква водилка во која што сакам да бидат достапни видеата, да бидат со разбирлив јазик, непосреден, затоа што од друга страна па да не бидат банални и со некој сленг, па или со излитени фрази веќе. Со излитени фрази, да, како во раните утрински часови во централното градско подрачје, каде што се наоѓаме сега.
Да, или за романи, мислам, со овој роман првенец, авторот се наметнува како влијателен Како глас глас. на македонската сцена. Мислам, човече, добро, окей. Може- Веќе е изживеано, тоа е истрошено. може поприродно да се направи поприродно. тоа, Можам да дефинитивно. кажам дека јас го исчитав овој роман, мене ме тресна од зид и 3 дена седам и се мислам што И да треба правам да го со себе прочитате. и додека не седнам да напишам нешто за да ви го препорачам, јас немам работа и не можам да спијам. Тоа е природниот Мене начин. повеќе тоа ми значи. Да, па мислам дека така повеќе некого ќе го натерам да прочита, мислам ќе го Да, да. натерам, дека ќе го поттикнам да Поттикнеш, чита, ќе го отколку ако му кажам, види, ова е роман кој со својата величина ги надминува сите големи величини во нашата историја. Да. Наташа, фала ти за разговоров. Се надевам на ќе биде и информативен и инспиративен во однос на книгите и на читањето. Она што би сакал е барем затоа што ми фали разговор, нели? Тоа се согласивме и двајцата. И би сакал барем, не знам, од време на време да седнеме вака и да продискутираме, си донесеме книги со нас тука, правиме анализа, дискусија, може за некој жанр да зборуваме или за некој писател или Да. конкретен роман. Така што се надевам ќе имаме да си прилики да си правиме уште повеќе муабет за убави нешта, литературата е едно од најубавите работи, барем за мене. Да, најубава работа е затоа што те тера да размислуваш за тоа кој си ти, каде си, со кого си околу тебе, каков е светот, те поттикнува да го разбереш светот, Апсолутно. каков е и зошто е таков каков што е. Апсолутно. Фала ти уште еднаш. Фала ти и тебе.